тоа како треба да изгледа Уставниот суд, а јас истото го гледам во сферата на политиката, нема политичка партија која што ќе ви рече дека е против поведување на уставна тужба, например, во Република Македонија. Сите политички партии кои ќе дојдат до тоа прашање или го ставаат по своите програми или декларативно велат дека ќе поддржат, но причините кои што ги кажав претходно никогаш не дојде ситуација да се отвори уставот на тоа прашање. Она што беше како правна демократизација во земјите на Централна и Источна Европа, во Република Македонија, земја со устав, со традиција на уставно судство уште во социјализмот, не се преслика во уставната тужба за жалба. Значи, ние имаме една тип на квази уставна тужба, каде што Уставниот суд штити само неколку човекови права, и тоа е парадоксот кога го споредуваме со други земји. Значи, во другите земји, за разлика од Република Македонија, се штитат основните човекови права, значи поголем корпус на човекови права, додека пак се лимитираат предлагачите или иницијаторите на постапка за оценка на уставност и законитост. Во Република Македонија имате спротивен парадокс. Имате ситуација во која што секој може да покрене постапка за оценка на уставност и законитост, но поединецот има многу малку права кои што може да ги заштити пред Уставниот суд. Но мојот личен став е дека секогаш правната рамка, дури да е лоша, може да биде пренебрегната со добра практика, со добра волја во спроведување на таа правна рамка. Значи, таа може да биде програм кој што може да се надмине доколку во Уставниот суд имаме луѓе кои што се личности со интегритет, со професионално знаење и со капацитет да ја исполнат и несовршената правна рамка со одреден дух на почитување на Уставот.